На 8 септември 1991 година македонските граѓани гласа за независност и сувереност, гласа за земање на судбината на својата држава во своји раце. Вечерта на 8 септември, по завршување на референдумското изјаснување, плоштадот Македонија зад мене беше претесен да ги собере сите оние кои што спонтано се собраа на прославата во таа чест. Денеска, на 8 септември 2017 година, на истото место, плоштадот Македонија, нема никакво одбележје дека денеска Македонија ја одбележува својата независност. Плоштадот Македонија вечерта на 8 септември 1991 година беше претесен да ги собере сите кои спонтано се собраа да ги прослават резултатите од референдумот за независност и сувереност на Република Македонија. Над 1 милион македонци од неполни милион и половина граѓани со право на глас го исполнија стремежот на вековната борба на македонците за своја држава во која самостојно, суверено ќе одлучуваат за својата иднина врз темелите на својот идентитет и својата посебност. Денеска, на 8 септември, плоштадот Македонија не оддава никаква раздвиженост за одбележување на овој ден. Тоа е новата македонска реалност, каде оваа година, 8 септември, денот на македонската државност, се одбележа вчера. Наместо на централниот плоштад во дворот на владата, со скромна програма и со кусо обраќање на првиот министер, каде доминираа темите за евроатлантски интеграции. И тука може да се бараат причините за таквата промена. Сакале да признаат или не, оваа прослава на 8 септември очигледно падна во сенка на договорот со Бугарија и обидите да и се удоволи на Грција во замена за одмрзнување на интеграциите. За време на вчерашната приредба, на 7 септември, единствен неутрален кадар на телевизискиот пренос беше споменикот на народно-ослободителната борба пред владата. Согласно договорот со Бугарија, оваа извршна власт и ја отстапи историјата на ревидирање, но и рецензирање на медиумските содржини. Веќе е познато дека Софија инсистира на тоа дека Македонија всушност споделува бугарска историја, согласно тезите на еден народ во две држави, а историските патишта се делат по Втората светска војна, кога југословенските служби, според Софија, ги искоренуваат бугарските корени од македонците. Информациите од друга страна велат дека за Грција македонските споменици на плоштадот Македонија и пречат речиси исто колку и на членовите на некогашната така наречена шарена револуција, кои сега се удобно вгнездени во извршната власт. Атина на спомениците гледа провокација и, ако се верува на грчките медиуми, отворено нудат пари тие да бидат отстранети. Така, едноставно извршната власт оваа година ја заобиколи македонската историја на Денот на сувереноста, веројатно давајќи предност на добрососедските желби на Софија и Атина. Изненадени? Не, никој не треба да е изненаден. Предводникот на оваа политика најави дека нему и на неговиот тим патриотизмот не им доликува. Дури и односот кон Денот на сувереноста не е поразличен од претходните години, кога, како опозиција, немаа доблест да присуствуваат на заедничка прослава со власта и граѓаните на плоштадот Македонија. Па нели, кичмата треба и да се свитка. И за тоа има корени, врежани во колективната меморија на македонците и кои современиците ги нагласуваат секогаш кога наближува 8 септември, за однесувањето на наследниците на Комунистичката партија во подготовките на референдумот и нивното отсуство меѓу народот на прославата на 8 септември таа 1991 година. Декларацијата за независност на Република Македонија од пред неколку години се наоѓа во музеот на македонската борба и покрај спротиставувањето на тогашната опозиција дека местото му е во македонскиот архив. Но, доколку на прославата на 8 септември 1991 година изостанаа челниците на наследниците на Комунистичката партија на Македонија и Декларацијата за независност на Република Македонија има своја специфика. Таа е подпишана не од председателот на Собранието, Стојан Нандов, туку од неговиот заменик, Драги Арсов. Македонија до својата сувереност мина низ многу премрежиња. Пред нас се уште многу. Секоја идна генерација има обврска да го продолжи вековниот пат. Македонија достојно да ги чува вистинските вредности и да ги празнува вистински извојуваните победи, како она на 8 септември 1991 година. Нека е честити вековит 8 септември, нека е вековита Република Македонија.
Ако новата балканска дипломатска реалност се потпира на тезата дека историјата треба да не учи како не треба, тогаш прославата на овој 8 септември 2017 година треба да не научи како не треба да се однесуваме кон сопствената историја, кон сопствените празници, кон сопствената независност и сувереност.